Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Како што може да забележите од мојата позадина, денешната емисија од Кочанскиот регион ќе биде посветена токму на нашето бело злато, на кочани, на производството на оризот. Годинава доста проблематична година, се покажа, еве и со овие снимки, со ова зелено поле зад мене, може да видите колку значи тоа покасната сеидба на оризот. Сите укажувања на земјоделците, на кочанските производители дека потребно е вода на време да стигне до нивите, ќе се видоа годинава. Онаму каде што земјоделците успеа со зафати на реките да насеат на време, околу 1 мај до кај 5 мај, годинава ќе имаат одлично производство, одличен квалитет, но проценката е негде 30 до 35% од површините кои што имаа сеидба некаде околу 5 јуни, вака изгледаат. Се уште се зелени, веќе нема доволно сонце, нема доволно топлина, дождовите дополнително прават проблем, ладното време и овој ориз тешко дека ќе стаса за жетва. Некаде се проценува дека некаде може и нема да влезат комбајните, но и таму каде што ќе влезат некаде до 300 кила ако има по декар, тоа ќе биде премија. Каква ќе биде натаму рандманот, односно соодносот на добивање на бел ориз, тоа дополнително ќе биде проблем, така да доста проблематична година која што се повеќе не укажува на важноста да се адаптираме кон климатските промени, да пуштиме на време вода за оризопроизводителите, тоа им е најзначајно. Ако ја имаат водата до своите ниви на време, ќе имаат на време да посеат од крупните сорти, тие се со подолга вегетација, тие се тие што се бараат на пазарот, што имаат квалитет, што постигнуваат цена, но сето зависи од водата и од навременото пуштање. Мора да менаџираме подобро и со водните ресурси, да се штеди во акумулациите, да имаме подобра искористеност на водата до нивите, односно со време уште сега да се прави план и да почне да се инвестира во реновирање на тие каналски мрежи кои што ни се руинирани, каналетките веќе се искршени и не стигнува вода, се на се година која што ни покажува колку е важно да се инвестира во наводнувањето и во навременото добивање на вода до кочанските полиња. Во денешната емисија ќе позборуваме и за младите, односно за еден млад сточар кој што одгледува кози, така да имаме тука и стручните теми, тука се советите за земјоделците, особено за градинарите. Бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. Во Хрватска по контроли утврдено е присуство на пестицидот метомил во свежи црвени пиперки од Македонија. Лабораториските анализи покажале количините кои се 5 пати над дозволените граници, што го прави опасен по здравјето на потрошувачите, а воедно се работи и за забранет пестицид кој воопшто и не смее да се користи. По известувањето на РАСФ системот, Државниот инспекторат за земјоделство извршил контрола кај извозникот, пошто се утврдило дека пиперките се од фирма која вршела откуп од земјоделците. Станува збор за 15 тони пиперки, за кои имало извршено лабораториски анализи, кои биле во ред при извозот. Според официјалните информации, пиперките ја помилали контролата на границата во Хрватска, а анализите за високо ниво на метомил се од примерок земен од малопродажба. По застој и проблемите со откупот на пиперката ајварка во Пелагониско, Министерството за земјоделство објави дека откупот сега тече непречено. По посетот на откупните пунктови во Кревогаштани и Могила, утврдено е дека откупот на црвената пиперка ајварка се одвива непречено и во согласност со договорените услови, односно одбитоците да не се поголеми од 3% и откупната цена да не е пониска од 25 денари за килограм пиперка откупена рефус. Државниот земјоделски инспекторат добил налог активно на секој пункт да го следи постојано текот на откупот, за да нема проблеми во периодот додека не се дооткупи пиперката од овој регион. 10 компании, дел од здружениото Макфреш, учествуваа на меѓународниот сајм Fruit Attraction во Мадрид, Шпанија. Компаниите ги изложуваат своите производи со цел да воспостават нови деловни партнерства и да го промовираат македонското овошје и зеленчук пред глобалната публика. Заедничкиот настап во рамките на националниот павилјон се покажа како клучен чекор за сериозно позиционирање, но и како атрактивен извор на најквалитетно свежо овошје и зеленчук од Македонија. Во Приштина се одржа 19-тиот годишен работен состанок на министрите за земјоделство од Југоисточна Европа, при што председателството на постојаната работна група за регионален рурален развој СВГ беше предадено на Косово. Оваа година агендата се фокусираше на напредок кон развојот на заедничката земјоделска политика и на инструментот за предпристапна помош за рурален развој ИПАРД во контекст на интеграција во Европската унија, како и преглед на регионалната соработка во агропрехранбениот сектор во рамки на СВГ.
главната тема за денешната емисија ни е од Кочани, од Кочанското поле, од состојбата со оризот. Годинава доста проблематична, доста ориз остана, се уште се чекаат најавите за откупот, за интервентниот откуп на оризот, кој што најверојатно се најавува за после изборите. Како ќе тече, ќе следиме, дополнително ќе информираме, дали ќе помогне да се подкрене цената, бидејќи дојде до прениска цена со која што се во загуба земјоделците, 25 денари, цена која што е срамна да се каже за арпата. Од друга страна па почнува жетпата, се уште земјоделците немаат новата производна цена, пресметката за новата производна цена, која што треба да биде гаранција и основа за пресметка за откупните цени. Како ќе тече откупот, какви ќе бидат приносите, колку влијаеше тоа што дојде доцна водата, сето од разговорот кој што го имавме со еден од представниците на земјоделците. Господин Максимов, каква е состојбата со оризот во Кочанско? Еве, за почеток ме интересира каква беше годината за производство, од климатски, од временски аспект, но и од аспект на вода, на време, пуштање, сеидба, како до сега оди, веќе сме некаде пред жетва. Да, вака сега. Ние цело време укажувавме дека раната сеидба треба да започне што порано, за да може да имаме и порана жетва. Меѓутоа, временските услови, климатските услови, оваа година си го покажаа своето и оваа година имаме проблем веќе во оризопроизводството, така што голем дел од површините веќе не се созреани како што треба. Една од причините се климатските услови, другата е со задоцнувањето на водата. Знаете и самите дека имавме протести за да се пушти порано водата. Оптималниот рок за сеидба на оризовата површина е 15 мај. Ние веќе имавме задоцнување во самиот старт и сега се одрази тој временски период на невремено сеидба, се одрази сега и на самата култура, така да сме оваа година во многу тешка ситуација ќе бидеме. Оваа година се промовираше дека треба да се садат крупните сорти, како доаѓа, тие се и со подолга вегетација, баш заради нив и требаше порана сеидба да се има, за да стасат колку име на нив период на вегетација за да созреат. Ние во нашиот регион имаме две сорти, односно три сорти. Едни се со кратка вегетација, другите се со долга вегетација. Квалитетниот ориз е со долга вегетација, кој бара 160 дена да има сончеви денове, односно вегетација од 160 дена, додека со кратка е 120. Меѓутоа, ние тие 160 дена веќе ги немаме за да има 160 дена, кога треба да вода да добијат? Најкасно до 5 мај. Буквално до 5 мај ние треба да бидат посејани. Од годините кога сме имале сеидба во април месец, тогаш сме имали добра жетва и добар квалитет и добар рандаман. Меѓутоа со текот на годините гледавме дека покасната сеидба наводно дава подобар рандаман. Меѓутоа оваа година климатските услови си го направија своето и видовме дека ладните ноќи и дента температурите високи не влијаат врз оризот поволно и се одрази негативно. Така да оваа година ќе имаме и слаб принос. Меѓутоа, мислам дека некои површини воопшто нема да бидат ожнеани. Дел од нивите што може да се забележат во Кочани, сега пред жетва уште се зелени. Тоа го потврдува ли тоа дека тие како ќе стасаат, како е викате вие зеленика уште има, а треба да се жнее? За жал, тие ќе останат неожнеани. Земјоделците се потрудиле да дадат се она што треба да го дадат. Се надевале на временски имат обработено, го имат посејано, го имат третирано и сега кога треба да го жнеат, тие нема да го жнеат, за жал, затоа што кажавме вегетацијата му е се уште во фаза на некоја восочна зрелост, тај можеби ќе биде некоја, меѓутоа оние што сега не се залебени, ние што ги викаме како кластове козрни, така тие нема ни да можат да бидат во некоја фаза на жетва, бидејќи временскиот период веќе заминува за нив. Ноките се ладни, не можат да издржат, така да овие дождове сега што ги имавме деновиве, гледате и сами дека имаме површини кои веќе се залепени за земјата, ние викаме полегнани. Кога ќе му се скрше коренот доле, стеблото со коренот, тогаш нема вегетација никаква и тука веќе остануваме со принос многу слаби. На ваквите приноси слаби, дополнителен проблем се откупните цени, па и немањето откуп.
се укажуваше дека е важно да се направат напори, да се откупи, дека има големи залихи кои се судрија. Ќе дојдеме ли повторно време на жетва, па да ви се полни магазините? Каква е состојбата? Да, веќе се полни. Нашите магазини се веќе скоро полни на оние оризопроизводители кои чекаат да го дадат кај стоковите резерви. Целата постапка заврши скоро за стоковите резерви и оној момент кога требаше да се откупува, се влезе во изборен процес каде што се застана целиот систем, односно не откупот, застана и тогаш не може да се откупува, така да луѓето го чуват веќе во своите складишта, во магазините. За жал сега почнуваме, за неколку дена ќе почнеме со нова жетва. Некои имат почнено, меѓутоа застанано заради да видиме какви се условите. И тука ќе има проблем со складиштувањето кај самите оризопроизводители, каде што нема да го складираат. Голем проблем се откупувачите. Кај откупувачите веќе не се врши откуп. И тоа што го имат откупено до сега, го немат платено. И тука е проблем кај оризопроизводителите. И по тие ниски цени? Ниските цени беа катастрофални оваа година. И по тие ниски цени не имаат платено? Затоа интервенираше владата со оние дополнителни 6 денари кои да ни го покријат производната цена. Сега за оваа година немаме добиено ниту производна цена од страна на... А треба да жнеете? А треба да жнееме. А за откупна воопште да не разговараме. Ние кои оризопроизводители баравме и уште бараме да ни се дозволе таа цена што имавме производна 27 да се остане и она 30% што секој земјоделец го бара да го има, тоа се негде околу 32-33 денари. Од таа цена доле да не биде откупната. Тоа да биде зарплата? Да. За почеток збореме, меѓутоа почетокот ние секогаш го зборевме реалната цена за оризопроизводителите, за да обстанат, бидејќи оризот се само еднаш продава, не се продава 2 пати, 3 пати од страна на земјоделците, на оризопроизводителите. Бараме да биде 50 денара оризовата арпа за крупните сорти и 45 за ситните. Бидејќи денеска ако видите на пазарот, оризот се продава белиот по 150 денара. Ние кога имавме 40 денара откупна цена на оризовата арпа, оризот бел беше 80 денари. Сега 150 со 25 откупна цена, па нема неко не идат тие работи. Затоа мора државата, односно инспекторатот да се вклучи во овој дел. Тука се оштетени и граѓаните на државата, на републиката, а најмногу се оштетени земјоделците. Ние произведуваме храна со загуба, трговците го земаат и нашата печалка, меѓутоа тоа го сето плаќа крајниот потрошач, односно граѓанин на Република Македонија, кој јаде така речено и скап ориз и ја подгревате инфлацијата на некој начин. Да. На тој начин. И така да сме доведени ние оризопроизводители сме доведени во многу лоша ситуација, посебно оваа година. Добро, по завршувањето на изборите се очекува најверојатно ќе се продолжи тој процес на стоковите резерви да откупат таа количина што беше ветено. Ќе има ли, што ќе значат тие количини што ќе се откупат? Ќе се испразнат ли магазините? Ќе има ли се уште остатоци? Ќе има ли повеќе од тоа што стоковите резерви ќе откупат? Колку ќе помогнат пат стоковите резерви за откупната цена? Ова што го планиравме со стоковите резерви беше скоро 2 години го баравме ова, како и до сега требаше да биде завршено. До сега требаше да биде реализирано, тоа е од реколта 24-та. Сега кога ќе започна повторно со откуп, ќе имаме и реколта 25-та. Тогаш ќе се измешаат и количините. Ние немаме се уште добиено список, тоа се водеше на список кои земјоделци можат да предадат веќе во стоковите резерви. Ние тој список го немаме. Значи, тука сме изманипулирани, не знаеме кои личности треба да го чуваат оризот за да го дадат, кои треба сега новиот ориз да си го складираат. Така да, кај откупувачите исто, нивните магазини си преполни. Немат извоз. И денеска, ако отидете во било која фабрика, каде што откупува ориз, исти го пласираат на пазарот, ќе видите дека се нивните магазини полни. И тие се плашат сега дека имат собствено производство, добиено од земја од државата и дека тој ориз кога ќе го жнеат, нема кај да го складират и нивниот, а за нашиот воопшто ни не размислуваат да го откупуваат. Така да ние оваа година откуп не очекуваме да има од страна на откупувачите. Ќе има само земање на оризот, како што кажав пред малку. Плаќањето, еве цела година, спомнав, не се извршува од страна на нив. Ние, како оризопроизводители, значи сме оштетени по многу основи. И да има нешто после нова година. До нова година тешко. Да, до нова година не планираат они да зимат.
Добро, а ова со стоковите резерви има ли шанси да влие на цената? По колку ќе откупуваат стоковите резерви? Ќе значи ли тоа дека они ќе ја поткренат малку цената? Нели тоа беше првичната намена? Затоа и кажавме дека реалната цена на оризовата арпа со 30% некоја маржа е околу 35%. Така да државата добро го тоа проценила, имат стручњаци кои даваат сега 37 за стоковите резерви и тогаш кај сега цената на 25 да откупуваат купувачите. Тоа го бараме, од 37 доле да нема откуп ни кило на друга количина. Да може да се задржи тој однос помеѓу стоковите резерви и помеѓу откупувачите од приватниот сектор. Меѓутоа, за жал, желбата по профит го прави тоа нивното, а кај земјоделците за штета на вистината дека, еве, и овие пари, кажав, не се земани што треба да ги земаме, а сме задолжени за 25-та повторно кај аптеки, кај институции, и не знам што ќе случи, ќе биде хаос. Во вториот дел од емисијата посветуваме внимание за младите земјоделци. Младите во нашата емисија секогаш се поддржани и ќе видите една репортажа погледната преку окото на еден млад колега Александар Марковски за еден млад земјоделец кој што животот го насочило од град да се пресели во планина и да одгледува кози. Тоа се годините, времето кога живеев во градот, тоа е како прошли живот, веќе не се ни сеќавам што се, мада имав обиди, работев као келнер, шанкер, нешто менеджмент, малце компјутерски јазици и тоа беше од она што остана од цивилизацијата, спомените тогаш. Дедо ми одгледуваше чуваше две кози и едно магаре, ама тоа е далеко од моментот каде што можам да кажам дека ете, запознаен сум бил со добиток, со кози, со стока, напротив. Јас сум Давид Неделковски, фармер од село Раштак, Скопска Црна Гора. Веќе, не знам, 13-15 години, не знам ни јас и моето семејство формиравме мала семејна фарма, одгледуваме кози и произведуваме кози и млечни производи. Студирав археологија, паралелно и работев нешто. Бевме една нормална, да речам, заедница, семејство кое што секој идеше на работа, ги убавуваше уврските и се прибираше дома. Сплет на околности, во тоа време во оваа куќа живеа баба ми и дедо ми, а они стареа, некој требаше да се грижи за нив. Дилемата беше дали идам некаде во тугина да работам на брод или не знам во странство, но се одлучивме дома, демократски гласавме што да правиме и се одлучивме да ставиме земјата која што ни оставено во наследство од предците, да ставиме во функција, да пробаме нешто да направиме тука. Тоа некако ми беше поврзано со тоа што го студирав, па ете имав и привилегија да го барем во одредени сегменти да го живеам тоа што сум го студирал. Не само тоа, туку и да навлезам многу подетално во ете тоа што ми било пасија што сум го студирал. После толку години, декада и кусур, ете, функционираме, екзистираме, произведуваме, иновативни сме, навлезени сме, фатени сме во орото, што би се рекло. Повеќе ми го купира паметов идните планови отколку тоа што било порано. Тоа беше процес, видете, ја во тоа време градско дете, не знаев за село, не знаев за ништо и буквално се впуштивме во нешто кое што беше тотално непознато за нас. Да, сосема еден поинаков свет и можам да речам дека навистина барем првите години имаше сериозни предизвици од типот на адаптацијата, која што навистина не е за подценување, дури и ете самиот некој пат си се дивам што ете сум останал да речам она што се трудиме сите некоја нормалност да биде.
За кози се одлучивме заради тоа што имаат брза репродукција, долга лактација, значи долго даваат млеко. Во тоа време пред 10 на 15 години се сметаше за дно одгледување кози и кози млечни производи, но гледам како времето ги потврдува нашите одлуки кои што се случиле ете пред толку време. Како помина времево, некако сите се презаситуваме од градов, така да ја некој пат кога ќе сакам да се симнам доле во град, кога ќе ги прашам другариве кај да одиме, што да правиме, они викаат не бе дај ние да дојдеме во Раштак, така да сега имам проблем на тема што ми недостасува самотијата, а многу малку, се помалку ја имам затоа што станува се поинтересно, се поатрактивно и луѓето едноставно сакаат да избегаат од шалтерите и ѕидовите наоколу. Што ме научија козите и животните. Ние генерално почетоците се ова го доживувавме како бизнис, но испадна дека ова еден животен лајфстайл кој што е сосема различен од одиш на работа и си одиш дома. Него работата ти е поврзана со практично животот. Научив многу работи, многу големи животни, човечки вештини кои што еве сведочиме дека изумираат. Не знам, јас сум благодарен за се што научив тука. Околу козиве, околу дивината, сега можам да го гледам времето, знам кога ќе врне, кога нема да врне, по сонцето колку е саат, дали треба да се спуштиме подоле, дали има услови да прошетаме нагоре. Голем е спектарот на работите кои што ги научив. Билки, габи, тие фондови на овие јадливи самоникнати растенија се зголемуваат од година во година, влегуваат во употреба. Еве оваа година научив, например, заради постите, бидејќи го постои Великденскиот пост, во исхрана ги внесов дивата љубичица, луварчето, цветовите, листовите, значи вргањ, сончарка, јајчарка, печурки, од едно градско дете со розови рачиња, сега научив да работам со нож, да работам со секира, да работам со добиток, да донесеш правилна одлука горе во природата, во планината, пошто таму важат сосема различни други закони од овие урбаниве кои што ги знаеме. Па цел еден роман. Во моментов имаме 42 грла, од кои што двајца се јарци, имам и јариња кои што на есен прв пат ќе се спарат, па ќе имаме понуда до следната година. Како понуда, еве сега, бидејќи се наоѓаме, бидејќи сме мај, средина на мај, сега како понуди имаме млеко, сурутка, младо сирење, крем сирење, како дневни млечни производи. Имаме два типа, да ги наречам кашкавали, иако кашкавал ќе ми замерат оние постручните, бидејќи кашкавалот е вид на сирење, така да тие плюс јогурт произведуваме, плюс имаме јас млечни експерименти. Јас лично сум фан на француските меки сирења, па имам доста обиди на оваа тема. Интересот кај публиката е се поголем, бидејќи луѓето прошетаа малце по светот, увидоа дека ако е козјо не значи дека треба непријатно да мириса, да има непријатен вкус, така да во духот на времето сме генерално. Самата професија тука нуди работи каде што се преплетуваат различни приоритети во денот, каде што може денот да го поминете со песна, може денот да ви биде работа 15 сати, 18 сати. Например, еве сега ние ќе почнеме да носиме добиточна храна која што е зимница за козиве. Тоа е едно од проклетствата на фармерите, на сточарите кои што го носи професијата. Тоа е во најтоплото да се спремаме за најстуденото. Тоа би го извел како нешто потешко. А инаку во обичаен ден
како и секое човечко битие. Стануваме, пиеме кафе, се расонуваме, се качуваме горе на фармата, првен се радуваат мачките, па кокошките, па кучињата, па јарињата и мислам дека е привилегија да ти почне денот со сите што те сакаат. Тоа е еден специјален момент. После тоа почнува потребите околу добитокот. Добиваат доручек, козите се молзат, после тоа имаат некои 2 сати слободно време, па после тоа излегуваме во природата, го користиме секој момент кога има сонце, кога времето е добро да го поминеме надвор во природен амбиент. И има некогаш дури и јас, иако можам да излезам подоцна со козиве, излегувам многу порано за да што повеќе поминам од денот во убавинава која што ни ја носи Раштаков и целиот тој биодиверзитет. Едно од убавите работи што и покрај тоа колку си изморен, колку си се вложил во денот, е мирниот сон. Тоа се случува бидејќи ние фармерите немаме работни часов. Фармерот е готов кога ќе заврши. Нема утри. Не постои тоа. Со оглед на тоа кога го земеме, изморува. Значи, навистина има денови каде што има многу работа, но со самото тоа што со работата се познава на теренот, на лице место, тоа ни некако исполнува. Да го земеме дури и чистењето на шталот, тоа е еден процес некогаш можете да замислите, полна е фармава со ѓубре од кози. Сега ќе почнете да го чистите. Како почнувате да го чистите, така вие тој некој животен проблем кој што си го носите, како го чистите, така го решавате проблемот кој што го носите. Теа мислам дека ги живееме последиците на изминативе 20, 30, 50 години каде што се потцени физичката работа, физичкиот труд и сега до прва ќе ги чувствуваме последиците од сето тоа. А веќе почнавме, нели, накачување на добиток, на храна, се помалку има луѓе кои што ја работат оваа работа, тоа значи дека има некаков проблем. И логично е ова се што се случува. Ако имате 80% од населението кое што се занимава и сака да се занимава со шоу бизнис, логично е дека ќе биде скапа храната. Голема улога во нашиот технолошки развој во производството на храна имаат Slow Food и мрежата на Slow Food Македонија, каде што и членувам. Во таа мрежа, во оваа друштво, најдов еден куп луѓе и пријатели кои што или се занимаваат со тоа, или се занимавале. И тие уствари го препознаа најрано се во ова што го правиме. Од година во година се развиваме во ова. А инаку навистина сериозни во ова овој наш стадиум сега што го имаме, има дефинитивно Slow Food Македонија. Благодарение на нив сум бил 2 пати во Италија, во Бра, на најголемиот фестивал за сирење. Првиот пат отидов чисто за да видам и тоа беше уствари револуцијата во глава што ми ја направи Slow Food, затоа што таму имаш прилика да пробаш сирење од цел свет и кога ќе видиш тоа, знаеш, некако охрабрува. Вика, ако можат англичаниве, можеме и ние да правиме. И не само тоа, него тука веќе влегуваш во еден свет каде што секој детал се повеќе и повеќе го цениш и го вреднуваш. Чим има нешто што ме држи, чим имам цел, да, среќен сум. Не знам ние кај ќе стигнам, ама човек мора да најде убавина во негување на биолошкиот отпор. Дали гледам иднина? Па, чим го работам ова, веројатно да. Земјоделството и сточарството се предуслови и главни столбови на се ова денеска што го нарекуваме цивилизација. Без производство на храна, колку и да навлегуваме и напредуваме во IT сектор, секогаш нешто ќе недостасува. А сите се стремиме, сите сакаме домашно, природно, во благосостојба, чувано, така да веројатно секогаш ќе има.
Поддржете го вашиот локален фармер, бидејќи ја верувам дека барем нашето мото е тоа да имаме пријатели, а не муштери. Создавајте доверба, поддржувајте ги, поготово малите производители кои што ги имате во околина, затоа што тие работат со етика, со морал, со чест. И тоа мора да го изградиме сите ние заедно. А порака до младите би била да не се подпираат многу на авторитети. Неко да се охрабруваат и да се впуштаат во работите. Еден е животов. Не знам, веќе после толку години едноставно да се симнам сега во градот да живеам, ја мислам дека се разболам за 2 недели. Едноставно премногу е краток животот за да го поминете по семафори и по небитни работи. Пробувајте да создадете нешто. Авторитетите нека бидат како патогас. Не им давајте многу, затоа што работите не се конечни, секогаш се менуваат. И тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатно неделно попладне.